Во понеделничкото издание на регионалните вести ќе гледате. Со завршни зборови на обвинителството и на одбраната, денес заврши главната расправа во Тетовскиот основен суд за пожарот во модуларната болница. Од четврток нема да има производи со замрзнати цени. Нема да се продолжи мерката, чија важност завршува на 31 мај. Со свечен концерт културно-метничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Теарце одбележа 10 годишен јубилеј од возобновувањето на друштвото. Со завршните зборови на обвинителството и на одбраната на обвинетите денес заврши главната расправа во Тетовскиот основен суд за пожарот во модуларната болница. Поради сложеноста на предметот, судијата пресудата ќе ја објави за една недела. Следниот понеделник ќе биде објавена пресудата за судскиот предмет за пожарот во модуларната болница во Тетово во кој загинаа 14 лица, откако денес заврши главната расправа. Во завршните зборови јавниот обвинител предложи обвинетите да бидат прогласени за виновни, откако рече дека по сите вербални и материјални докази во дејствијата на обвинетите се содржани елементи на кривичните дела што им се ставаат на товар, односно поранешните директори Флорин Бесим и Артане Теми не поставиле против пожарни апарати. Докторот Бобан Вуџевски дозволил влегување на надворешни лица во објектот, за што се обвинува и правното лице Клиничка болница. Адвокатите на семејствата на починатите, но и на оштетените во пожарот се приклучија кон барањето кривичен прогон и побараа одштета. Одбраната на обвинетите пак побара ослободителни пресуди за сите обвинети, затоа што, како што рекоа, писмените докази укажуваат на тоа дека не се виновни, како и вербалните според кои во објектот имало ПП апарати и дека установата имала истакнато наредби и правилници околу постапување кон прописите за време на пандемија. Обвинетите се согласија со завршните зборови на адвокатите. Поранешните директори се обвинуваат за кривично дело, тешки дела против општата сигурност, докторот за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, за кое обвинето и правното лице заедно со предизвикување општа опасност. Инаку пред судењето повторно се одржа мирен граѓански протест за поддршка на доктор Бобан. Уште еднаш сакам да го повикам јавниот обвинител кој го застапува овој случај да се откаже од ова обвинение, бидејќи во суштина тоа не постои. А судијата да размисли добро, ако јавниот обвинител не го повлече обвинението, да добро размисли каква одлука ќе донесе, бидејќи евидентно дека факти не можат да постојат, значи е невозможно. Тоа треба да го направат за вистинскиот виновник, а овој е сосема неисправно обвинет и нека веќе се стави крај на ова. Ние пациентите сме многу благодарни на докторот затоа што си ја вршил својата работа најодговорно. Од четврток нема да има производи со замрзнати цени. Министерот за економија Крешник Бектеши рече дека нема да ја продолжат мерката, чија важност завршува на 31 мај. Тој истакна дека ситуацијата со цените на производите се следи, така што доколку биде забележана злоупотреба од трговците, ќе бидат спроведени соодветни мерки. Нема да продолжи мерката во делот на земјоделските производи, имајќи во предвид дека согласно податоците што ги имаме ние како Министерство за економија, повеќето од производите се и пониско од нивото на замрзнување кој сме го имале претhodно. Ако во случај од денот кога нема да важи таа одлука за замрзнување, има злоупотреба од страна на трговците, ние во дневна база ја следиме ситуацијата и секако дека ќе следат различни мерки. Многу е важно да се наведе фактот дека веќе нагло се намалува инфлацијата во Северна Македонија, посебно во делот на преамбените производи и очекуваме во јуни да имаме пониска инфлација од 10%, а секако да бидеме во склоп на тоа што е приоритирано за целата година од страна на Министерството за финансии и Народната банка на
Македонија, иако согласно последните потоци, јас мислам дека ќе бидеме и под нивото на тоа што е проектирано како инфлација за ова година. Во делот на различни мерки, секако дека ние дневна база ги правиме тие анализи и секогаш може да се усвојат. Тоа ќе го направиме секој во соработка со стопанските комори. Се враќа дневната ефтина тарифа на струјата, објави директорот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски. Министерот Бектеши пак вели дека од 1 јули ДДВ за струјата повторно се враќа на 18%, но со други мерки ќе се регулира и нема да има поскапување на цената. Она што денес го презентиравме беше начинот на воведување на ефтината тарифа. На сите медиуми покажав какви цени имало на берзата Купекс во текот на денешниот ден. Значи во периодот од 10 до 16 часот имаме или негативни цени кои што не се мали, некаде се минус 20 евра за мегават час, или пак имаме цени многу близко до нула. Значи воведувањето на ефтината тарифа е само следење на пазарот на електрична енергија не само во Македонија, туку и во регионот. Нема никаква политика, единствена цел ни е во тој период, во тие 2 часа, да испратиме сигнал да се купува ефтина електрична енергија од фотоволтаиците и за сметка на тоа да се заштеди водата како многу битен ресурс и исто така да се заштити јагленот. Очекуваме од операторот на дистрибутивниот систем, со кој што државме веќе неколку состаноци, да ни каже точни предпоставки како ќе оди промената на софтверот на броилата, бидејќи за разлика од претходно, сега во скапата тарифа имаме 4 посебни блока, односно 4 посебни цени. Дали ќе треба софтверска промена да се прави на броилата и исто така дали ќе треба, односно сигурно ќе треба да се направи и промена и на билинг системот, имајќи во предвид дека одредена количина на електрична енергија во билингот треба да се интервенира, бидејќи ќе биде нема да биде во ниту еден од блоковите, туку ќе отиде во ефтината тарифа. Јасно е дека ќе бидат во периодот од 11 до 16, но точно кои 2 часа ќе бидат, ќе ни покажат последните анализи кои ги правиме, со цел да имаме да важи во период кога имаме реално најниски цени на пазарот на електрична енергија и во Македонија, а и во регионот. И во делот на енергетиката со министерот за финансии, заедно со председателот на Регулаторната комисија за енергетика и другите членови на енергетскиот совет во склоп на владата, во текот на јуни ќе седнеме, ќе разговараме за новиот модел. Јас можам од денеска да им кажам на граѓаните дека тие нема да плаќат поскапа струја. Во продолжение ви ги пренесуваме информациите од најновиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 14 часот лишиле од слобода 38-годишникот Тетовско село, кој половина час пред тоа бил пријавен од неговата 33-годишна сопруга дека физички ја нападнал. Тој е задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 10 часот и 20 минути полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, ги привеле ОН 28 години, АН 36 години, ДЖУ 22 години. Тројцата од Гостивар кои заедно со уште едно друго лице, нивена роднина, меѓусебно физички се пресметувале во гостиварската населба Циглана. Според пријавеното, еден од учесниците во тепачката користел и дрвен предмет. По целосно документирање на случајот против сите инволвирани во тепачката ќе следуваат поднесоци. Вчера вечер околу 22 часот и 15 минути на собир организиран на градскиот плоштад во Гостивар, 36 годишник од Република Турција со времен престој во Скопје го нарушил јавниот ред и мир со користење на пиротехнички средства. Тој ќе биде повикан во полициската станица Гостивар и против него ќе следува адекватен поднесок.
Полициски службеници на СВР Тетово вчера спровеле акцијска контрола на мотоциклисти, чиј број деновиве е значително поголем на патиштата и улиците во Полошко. При контролата биле санкционирани 31 мотоциклист. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 14 до 19 часот спровеле акцијска контрола на мотоциклисти, чиј број деновиве е значително поголем на патиштата и улиците во Полок. При контролата бил санкциониран 31 мотоциклист, 22 во Тетово и 9 во Гостивар. Најголемиот број од нив не користеле заштитен шлем, односно кацига. 9 мотоциклисти ги управувале мотоциклите без возачка дозвола. Двајца имале истечена осигурителна полиса и еден мотоциклист истечена регистрација. На сите им се изготвени поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените санкции. Зависно од видот и карактерот на констатираните прекршоци, се движат од 45 евра за некористење кацига до 500 евра во денарска противредност за нерегистриран мотоцикл подолго време, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила. Секторот за внатрешни работи Тетово и во наредниот период ќе продолжи со вакви и слични активности и апелира до мотоциклистите навреме да ги регистрираат и да не ги управуваат без возачка дозвола, но и задолжително да користат заштитна опрема, а пред се кациги, затоа што на тој начин ефикасно ќе се заштитат од евентуални несакани удари или паѓање од мотоциклите. На мотоциклистите им се советува исто така максимално да ја прилагодат брзината со која се движат, посебно низ градските улици во Тетово и Гостивар, и да внимаваат на бучавоста на нивните мотоцикли, пред се во вечерните часови. За преголема бучавост и истечена регистрација повеќе од 6 месеци покрај парични глоби. Предвидено е и времено одземање на мотоциклите од 3 месеци. Со свечен концерт на кој беа изиграни низа фолклорни кореографии, културно-метничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Теарце изминатава сабота го одбележа 10 годишниот јубилеј од возобновувањето на друштвото. На концертот гостува и играорци од Хрватска и од Србија. Културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ од Тетовско Теарце изминатава сабота со концерт во спортската сала на основното училиште Кирил Пејчиновиќ во Теарце го одбележа 10 годишниот јубилеј од возобновувањето на друштвото. Покрај играурците од културно-уметничкото друштво Кирил Пејчиновиќ, кои пред присутните се представија со неколку фолклорни кореографии, на концертот гостуваа и играурци од Хрватска и Србија. За нас е уште еден успешен концерт кој е посветен по повод јубилејот 10 години од пререгистрацијата на друштвото. Годинава имавме и две нови друштва, тоа се Српското културно-уметничко друштво Бранко Радечевиќ од Далј, општина Ерд од Хрватска, Кут Жарковац од Жарковац Србија и нашите традиционални пријатели ансамбл Сербес од Битола и Кут Врелац од Вранска Бања. Јас мислам дека публиката вечерва во оваа сала уживаше во она што го прикажаа овие млади играорци. Се надевам дека наредниот концерт ќе биде побогат по содржаен и со некои нови гости. Уште еднаш голема благодарност до Министерството за култура на Македонија, општина Теарце, основното училиште Кирил Пејчиновиќ, кој ни дава сестрена помош и поддршка, како и до сите спонзори и помагатели, без чија помош и поддршка не би го работеле ова што го работиме. Јас се надевам дека наредниот концерт ќе биде уште подобар и ќе се потрудиме да биде во некоја нова сала, ќе апелираме до општина Теарце да се направат напори да се изгради обетената нова спортска сала во дворот на основното училиште. На свечениот концерт му претходеше дефиле на сите учесници низ населеното место Теарце.
Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Пријатно!